Па има две варијанти. Едно е да остане вака, меѓутоа не знаеме дали точно не го знаеме колку од луѓето го имаат поминато вирусот. Значи едно образложение што кај нас за разлика од соседниве земји немаме четврти бран е тоа. Меѓутоа не едноставно не се проверува за жал колку од населението има антитела. Едноставно држава од неразбирливи причини не ги призна антителата и не ги призна прележаните. Иако тие се најзаштитени и тие не спасуваат од ширење на пандемијата, вакцината само помага. Друго образование дека ние сме го имале во август тој бран, па сега кај нас не доаѓа. Меѓутоа, бидејќи самите власти пред некој ден кажа дека се свесни дека може да дојде бранот, јас не гледам што се презема на терен за да се спречи. Тоа што ќе биде вакцината дел од населението и тоа само не во јавниот сектор, тоа веројатно не се повеќе од 30-40 вакцинирани, со многу сомнителна правна процедура, дали е тоа, дали до тогаш ќе се среди правно тоа издржано со закон, и кои ќе добијат имунитет негде у јануари, февруари, нема да го спречи четвртиот бран. Не знам како мислат четвртиот бран да се спречи, кој се очекува сега, во секој момент. Така да, едно со друго не оди. Очигледно економските проблеми што ги има државата и што би настанале со носење на мерки, ги тера властите здравствени да прават потези, да кажуваат дека тие се за да се заштита четврти бран. Фактички заштита од четврти бран би било прво да ги повикаат сите, тоа е без пари, да носат маски во затворен простор, да држат дистанца секаде.